Добар ден, ученици! Добре дојдовте на новиот час по историја. Јас сум Магдалена Илиевска Трајковска, наставник по историја во Основното училиште Гоце Делчев во Аеродром. За овој час треба да ја совладаме нова наставна содржина Источно Римско царство, односно Византија. Целите на овој час ни е да научиме како е создадена Византија, до кога постои Византија, на која територија се наоѓа, кој население ја населува, од каде доаѓа името Византија и така натака. И како е развиена Византија во времето на Јустинијан I, кога Византија го достигнува својот најголем подем и развој. Прво едно кратко подсетување. Вие минатата година во 6-то одделение учевте за Римската империја и учевте што се случи со Римската империја во 4-тиот век. Накратко едно подсетување дека во 395 година римскиот император Теодосиј ја подели Римската империја на два дела, на источно и на западно Римско царство. Верувам дека ова ви е совладано и дека сите веќе знаеме, центар на западното Римско царство беше градот Рим, а центар на источното Римско царство беше градот Константинопол. Па сега едно прашање друго, кога пропаднало западното Римско царство? Верувам дека и ова ви е совладано и научено, дека западното Римско царство постои до 476 година, кога дојде до негово пропаѓање и со тоа фактички престанува да постои стар век и започнува еден нов период во историјата, кој што се нарекува среден век, за кој што ние учиме во ова 7-мо одделение. Да видиме, рековме, каква територија и население имаме во Византија. Источното Римско царство кажавме дека се создало со поделбата на Римската империја на два дела во 395 година. Според името на градчето Византиум, каде била подигната новата престолнина Константинопол, државата е позната како Византија. Ова на сликата ни е царот, односно императорот Константин, по чие што име и новата престолнина се нарекува Константинопол. Ова е една илустрација од градот Константинопол од 330 година до 1453 година, како изгледал градот Константинопол. Каде се протегала Византија? Византија или Источното Римско царство се протега на 3 континенти, во Африка, во Азија и во Европа. И тоа северниот дел од Африка, односно Северна Африка и Египет, во Азија, Мала Азија, Сирија, Палестина. Европа ни е Балканскиот полуостров тука, Италија и дел од Шпанија. Така да може да заклучиме дека во рамките на Византија влегуваат голем број на народи, како македонци, грци, ерменци, египтјани, сирици и така натака. Жителите на Византија се нарекувале ромеи, бидејќи сметале дека се наследници на некогашната Римска империја. Во почетокот во Византија службен јазик бил латинскиот, а подоцна станува грчкиот. Официјална религија во државата ни е христијанството. За Византија карактеристично е тоа што таа е држава со високо развиена култура и долго време Византија била центар на културата во Европа. Византиската култура имала силно влијание врз културите на сите европски народи. Развиена била литературата, сликарството, градежништвото, архитектурата, историската наука, дипломатија и така натака. Значи, може да заклучиме дека Византија е центар на културата во Европа. На чело на Византија стои цар или император, кој што имал неограничена власт и кој што владал со голем државен апарат. Византија постои се до 1453 година, кога градот Константинопол ќе биде освоен од страна на османлиите и тоа е крајот на
Византија имате една илустрација на која што на сликовите начин ни е прикажано освојувањето, односно падот на Константинопол под власт на османлиите. Од кога Константинопол ќе биде освоен од османлиите, градот ќе биде преименуван во Истанбул и знаете дека и до ден денеска го има тоа име. Својот најголем развој, својот најголем подем Византија го доживува во времето на императорот Јустинијан I, кој што владеел од 527 до 565 година. Ова е слика од Јустинијан I, од другата страна го имате споменикот на Јустинијан I, кој што се наоѓа на плоштадот во Скопје. Што е карактеристично за владењето на Јустинијан? Во негово време се случиле неколку и поважни работи, сега ќе видиме кои се, кои што вие треба да ги запомните. Најпрво, во време на Јустинијан било кренато едно од најголемите востанија, тоа е востанието Ника, што во превод значи победувај. Населението било незадоволно од големите даноци кои што Јустинијан ги имаше наметнато и поради тоа било кренато востанието. Востание во Ника завршува со пораз на востаниците, Јустинијан успел да ги порази. Да видиме какво територијално проширување имаме во времето на Јустинијан. Во време на Јустинијан I, Византиската империја ги достигнува своето најголемо територијално проширување, наоѓајќи се на 3 континенти, северниот дел од Африка и Египет, рековме, е под византиска власт. Јустинијан успел да ја освои Далмација, Италија ја освоил и еден дел од Шпанија. Но освен територијалното проширување, за Јустинијаново време е карактеристично и тоа што доаѓа до зголемување на нападите на персиците и нападите на словените. Па бидејќи се зголемиле нападите на словените, Јустинијан морал да ги обнови тврдините кои што биле по течењето на реката Дунав, кои што служеле за одбрана од нападите на словените. Јустинијан извршил големи промени во законодавството, ги собрал сите римски закони во зборник од закони кои што ќе важат на целата територија на државата. Еден дел од нив е ова на сликата, Јустинијанов кодекс. И денеска правниот факултет во Скопје во чест на Јустинијан I го носи името Јустинијан I. Во време на Јустинијан I била изградена и црквата Света Софија во Константинопол. И ова е надворешниот изглед на црквата Света Софија, која што денеска представува џамија. Истата представуваше музеј, меѓутоа деновиве е повторно претворена во џамија, инаку првобитно османлиите ја претвориле во џамија. Ова е внатрешниот изглед на црквата, со муслиманските обележја гледате. За домашна работа да направите едно кратко истражување за Јустинијан I. Се надевам дека ќе ви биде поттик и тоа што знаеме дека Јустинијан I потекнува селото Таур во близина на Зелениково Скопско, така да еве и еден плюс мотив да направиме кратко истражување за владењето на Јустинијан I. Ви благодарам за вниманието, се гледаме.